редовна пресконференција на ВМРО ДПМН. Ви благодарам што ме следите и денеска. Почитувани Зоран Заев продолжува со практиката на трговија со највисоките национални и државни интереси, само за да се задржи што подолго на власт. Овој пат одлучи шверцерски, без консултации, да изготви закон за попис, на кој што по испробан рецепт му стави европско знаменце. Заев со тоа ги скратува дискусиите и ја трга можноста за вистинска аргументација во Собранието на Република Македонија за суштински работи, од кои што зависат бројни процеси во Република Македонија. Вакво брзање покажува тенденција за носење закон изработен вон стандарди на Евростат и на релевантните меѓународни организации што се однесуваат до пописот. Заев сега се обидува во брза собраниска процедура да протне законски текст за спроведување на попис, без предходна консултација и без вистинска јавна дебата, на која што ќе бидат пренесени и ставовите на опозицијата и на граѓаните. Предлог законот за попис во петокот бил испратен од предлагачот Министерството за правда до Собранието на Република Македонија, а веќе за понеделник наутро е ставен на расправа на Комисија за европски прашања, каде што е поднесен со европско знаменце. Ваквото брзање во процедурите за носење на ваков текст, без да се остави доволно време за дискусија, остава место за сомнеш, за содржината и за вистинските намери на Зоран Заев. Уште повеќе што законскиот предлог текст е испратен во законите пред за него да има вистинска јавна расправа и дебата, или таа дебата се одвивала во строго затворени кругови, без учество на опозицијата и на севкупната јавност. Сега повторно на опозицијските пратеници не им се остава доволно време за подготовка за вклучување во вистинска расправа по еден ваков важен законски текст во собраниските комисии. Кон сето ова може да се додадат и забуните во јавноста, кои што беа креирани од власта, за тоа дали и на кој начин ќе биде опфатено прашањето за изјаснување за етничката и за религиската припадност, како и прашањата кој се ќе биде преброен и дали и на кој начин ќе бидат попишувани оние кои што се отсутни од Македонија во определен временски период. Од тука брзањето овој закон веднаш и неодложно да биде ставен во процедура остава место за сомнеш дека постои обид за донесување на закон за спроведување на попис без вистинска консултација со ВМРО ДПМН, со опозицијата и со јавноста. Доколку власта се одлучи да продолжи на таков начин за носење на законско решение за спроведување на попис, со кој што остава можност за сомневање во пописните резултати, се остава можност ВМРО ДПМН и голем дел од граѓаните да не учествуваат во попишувањето организирано на начин спротивен на демократските процеси. Ви благодарам на вниманието.